Аце и крапчето. Аце се врати од училиште и ја остави чантата на масата. Ја зеде трската, конецот и јадицата и тргна кон езерото. Сето тоа го следеше баба Цвета и му се чудеше. Таа загрижено му подвикна: Аце, каде? На езеро, одговори Аце. Зар не знаеш дека риболовот е забранет? Го праша баба Цвета. Знам, ами ако те види ловочуварот оде, бабо, убаво ќе го замолам да ми дозволи да фатам едно крапче. На враќање од училиште видов убави крапчиња, си пливаа во бистрите води на езерото. И мислиш дека тие тебе те чекаат? Знам дека не ме чекаат, па сепак ќе си ја пробам среќата. Тогаш среќно му се насмевна баба Цвета и си влезе во кујната да го подготви ручекот. Аце стигна на брегот од езерото. Само што ја фрли јадицата во водата, еве го ловочуварот. Како да исплива од езерото, но Аце не се исплаши, се насмевна и го замоли. Чичко Тоде, те молам остави ме да фатам само едно крапче. Договорено, само внимавај некој рибиште да не те одвлечка во водите на езерото. Му дофрли ловочуварот и си го продолжи патот по брегот на езерото. Аце, те држам за збор, му подвикна кога се оддалечи. Аце ниту го слушна гласот на ловочуварот, ниту погледна во него, зашто токму во тој момент тој забележа како трската се наведнува над мазното лице на езерото. Фатив, радосно извика Аце и почна внимателно да го собира конецот од водата. Убаво крапче, Фатив, сега право дома. Не се ни обиде да го ослободи крапчето од јадицата. Утрча право дома. Баба Цвета се изненади кога го забележа крапчето. Го пофали и ја зеде рибата за да ја исчисти и да ја подготви за ручек.